Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспија ако може, втора за оваа работна недела и втора во која што ќе гостува универзитетски професор, имено професорот на Институтот за историја при Универзитетот Свети Кирил и Методи, господинот Далибар Ивановски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија и на вашата емисија. Сакам да одработиме нешто што американците го нарекуваат екстраординари во овој случај, една невообичаена емисија ќе ви понудиме, почитувани гледачи, вечерва, која што мора да се слуша многу внимателно, затоа што професорот Јовановски ќе зборува за работи кои што имаат своја подлога речиси 200 години, значи од времето кога започнало ослободувањето на првите земји на Балканот од турското робство. Не знам дали сега тоа правилно така да се каже, човек може да најде се навредуваат, меѓутоа кога ќе го видите системот, некаде било робство, некаде за некој па не било. И не било толку. Не било толку, зависи од социјалната позиција на дел од населението, меѓутоа во главно било. Така е како што е. Така. Да. Веројатно сме сите свесни што се случува, царинската војна на големо трае. Соединените американски држави потполно излегоа од правилата на игра, условно кажано, со онаа одлука на Доналд Трамп, на претседателот на Америка, да воведе царини за сите. Кина веќе возврати, има нови закани од страна на Трамп дека дополнително ќе ги зголеми царините кон Кина. Европската унија понуди некои своји решенија 0 за 0 царини, меѓутоа тој вели не е доволно, вели ќе ги одложиме новите царини за Европската унија само ако купат американски енергенси во вредност од 350 милиарди долари. Во меѓувреме Русија изгласа сојузништво од 20 години со Иран, едноставно една комплексна ситуација во која што се најде светот во последниот период, особено овие последни неколку месеци кои што неминовно ќе не тераат да ревидираме многу работи. И нормално прашањето е каде сме ние во целава приказна. Ние вечерва нема да зборуваме за царини, бидејќи ниту професорот е експерт за тоа, ниту па јас. Туку ќе зборуваме за поставеноста на големите играчи апропо балканските земји и нивното влијание врз нив во тој некој поширок геополитички контекст. Но за да го направиме тоа, ќе мораме да се вратиме на вистина назад во историјата, нешто што е тешко, меѓутоа професорот е експерт токму по таа работа, па затоа еве ќе ви дадам збор, професоре, од кога можеме да ги најдеме почетоците еве на тоа мешање на големите западни сили, во случајов и Русија, не само. И Русија, се разбира, во прашањата на Балканот. Многу мина одат до 1699 година со оној Карловачки мировен договор кога Османлиската империја за прв пат отстапува големи територии на Хабсбуршката монархија, која што патем заради гледачите од 1804 ќе се нарекува Австрија, од 1867 година Австро-Унгарија, тачно, претходно ќе биде само цар Хабсбуршкиот или австрискиот император, а од 1867 година ќе стане и крал, односно крал на унгарците. Ова е многу важно затоа што многу често унгарскиот премиер и австро-унгарски министр за надворешни работи и ги гледа интересите на унгарскиот дел од таа двојна империја после 1867. Меѓутоа вистинското време доаѓа после 1797 година, кога е укината Венецијанската република од страна на Наполеон, иако Венецијанската република во целиот 18 век е третокласна сила. Не е онаа стара не е Венецијанска сила, таа е како некои членки на Европската унија кои што порано биле империја, денес се одат на кај третокласни држави, са мора да бидеме искрени. Меѓутоа, вистинскиот момент настанува со српското востание. Зошто? Затоа што просторот кога него четврта, да, со првото српско востание, бидејќи просторот кога не е контролиран од една или две големи сили, во случајот Хабсбуршката монархија или Австрија и Османлиската империја, ќе почне да го заземаат интересите на другите сили. Се знам, некој ќе каже, точно е, меѓутоа Петар Велики уште или Катерина Велика и така натаму уште од поодамна го гледале рускиот интерес кон Југоисточна Европа, кон Балканот, и тоа е точно. Меѓутоа, вистинско прво вмешување на некоја голема европска сила во балканските работи, после тоа ќе стане правило, не само
за создавање на балканските држави, исцртување на нови граници, туку и за мешање во внатрешните работи на балканските држави. Во тегот на емисијата ќе видиме на грците што им се случувало. 1804 година како еден почеток на поголемо европско вмешување. Точно дојде од исток, од Русија, кој што си имала своји интереси во регионот, а подоцна ќе дојде и до поголемо вмешување на западните сили, првично на Велика Британија, подоцна и на Франција и секако на Австрија, Австро-Унгарија, кои ќе се појават и Италија и Германија. И место една имаме 3, па 6 земји, а после Втората светска војна ќе имаме еден друг глобален играч, тоа се Соединетите Американски држави. Забележуваме денес тука доаѓа Кина само на економски план. Турција се обидува да си ги врати своите позиции преку две стратегии. Првата е на неосманизам или на стратешка длабина, а втората е последната што им е на сина татковина, односно турско есе околу морињата кои што обкружуваат денешна Република Турција. Забележуваме и на некои сосема нови играчи кои што доаѓаат од Блискиот исток, кои што порано воопшто не ни постоја како државни ентитети, а не па како играчи. Тоа само покажува дека премногу се развиваат нештата за да можеме навистина цело време да ги средиме и да дадеме приближно точна анализа што би се случувало. Но руското вмешување во српското востание во 1806 година е значи и прва поголема интервенција на една европска сила, и тоа не го направиле затоа што ги почитувале србите или ги сакале србите, туку заради сопствени интереси. Србите склучуваат еден мировен договор, Ичков мир. Во 1806 Русија тогаш ја објавува војна на Османлиската империја и секако ги користи оние немирни точки на Балканот за сопствен интерес. Србите се откажуваат од тој мировен договор со осмалиите и подоцна почнуваат да разбираат како оди политиката. Споро учеле на нивен грб, но почнуваат да разбираат како оди политиката со големите сили, односно каква подршка би имале во иднина, односно таа подршка не е бесплатна или за некакво првично пан-православно пан-православно единство, подоцна во текот на 60-тите години па наваму некаков панславизам. Зошто? Затоа што на Караџорџе во замена за руската подршка, значи на водачот на првото српско востание, основоположник на една од двете српски кралски династии Караџорџевиќ, јасно му е кажано морате да ја делите власта со кнезовите. И внимателно тоа го кажува империја која што нема демократски институции. Тоа ќе се случи на Јонските острови, кога ќе потпаднат Јонските острови под руска управа, па да се носи устав, а Русија нема устав во тој период, или во Бугарија во 1879 кога рускиот император го одобрува првиот бугарски устав, кој што е релативно демократски за тоа време и го на ден денес го нарекува тоа на Трновска конституција. Русија се уште нема устав, меѓутоа секоја сила си го прави тоа што и одговара. И на крај што се случува? Русија повторно заради своите интереси потпишува мировен договор со осмалиите во Букуреш во 1812, каде што има еден член дека Србија треба да биде некаква автономија, но далеку помала автономија во однос на тоа што го предвидуваше Ичковиот мир. Значи, и првично им вели, ние ќе ви помогнеме, на крај заради собствените интереси, односно очекувајќи го нападот на Наполеон на Русија, Русија се ги остава србите на цедило, точно. И тоа што се случува 1813 на сите од денешен аспект им е јасно зошто така се случува. 2 години подоцна кој ќе се крене второто српско востание со нов лидер, Милош Обреновиќ, кој што е неписмен. Караџорџе знаел малку да чита, Милош тотално не знаел да чита, но бил многу мудар, брзо ги осознавал работите, и тој е основоположник на современа Србија. Крева востание, многу брзо добива понуда од осмалиите за преговори, бидејќи осмалиите веќе знаат дека Русија е
ослободена од надворешен притисок. Руската армија влезе во Париз, пред 2 недели дури имаше предлог заради овие настани што се случуваат и агресивноста на председателот Макрон кон Русија, денот кога руската армија влегла во Париз да се прогласи за национален празник, празник на Русија. Мислам во овие моменти се ќе слушаме, ќе гледаме. И тогаш веќе е јасно дека Русија ќе игра на Балканот значајна улога заради сопствените интереси, но гледачите треба секогаш да знаат дека било која голема сила, колку да те поддржува, ова е сега многу важно за тие што мислат дека Соединетите Американски држави им се вечни сојузници, или Британија, или Франција, или Русија, нема такво нешто, не можеме да... Една генерација можеби ќе доживее дека имаат прекрасни сојузнички односи со некоја голема сила, но следната генерација веќе ќе се чуди зошто се менува. Да, сето тоа се менува заради геополитичките интереси на големите сили. Затоа што веќе е јасно дека Османлискиот Балкан полека ќе биде напуштен од Османлиската империја, не затоа што таа сака, туку веќе колабира на економски, на воен план, на социјален план. Ние секогаш го гледаме само Балканот, не гледаме дека во Мала Азија има бунтови на муслиманското население. 40-тите, 50-тите, 60-тите години на 19-тиот век на Блискиот Исток има... Каде што Турција и тогаш била, односно османлиите биле господари на Египет и на Сирија. И на Алжир, до Тунис беа, до Алжир. И сето тоа полека ќе го губат и на некој начин е поврзано со регионот на Балканот. Зошто е Балканот толку значаен? Затоа што за многу европски земји, особено во 19-тиот век, тоа е повидливо, денес е помалку видливо и геостратегиската значајност на Балканот останува речиси иста, е најблискиот пат, копнен пат до Азија. Денеска плюс со 3 моста во Истанбул веќе Европа и Азија се споени на некој начин. Најблизок пат кон Кавказот, најблизок пат до Централна Азија, која што 19-тиот век па наваму е интересна за големите европски играчи, подосни за Соединетите Американски држави. Ја знаеме она книга на Бжежински, каде што Централна Азија означува како мал Балкан заради поделбата на државите и присуството на многу народи на еден... Добро, Централна Азија е голема, меѓутоа пак се многу народи на еден простор, а за англичаните станува значајен Балканот заради копнениот пат за Индија. И плюс британците на почетокот на 19-тиот век го имаат само Гибралтар, од 1815 ќе имаат и Малта, и Јонските острови, а подоцна од 1878 година ќе го имаат Кипар. Судбината на Кипар денеска ја знаеме. Поделена на 2 дела, официјално една држава, неофицијално се 2 држави, плюс едната во Европска унија, другата не. Да. И плюс имаме таму оние прекуморски територии на Велика Британија, кои што ние ги сметаме за воени бази, не се воени бази, туку се прекуморски територии на Велика Британија. Зошто е тоа направено? Затоа што во меѓувреме се гради Суетскиот канал, кој што го менува целиот тек, го враќа значењето на Медитеранот за скратување на поморските патишта кон Индија и слично на тоа. И како што таа голема... Чисто како забелешка, фасцинантно е дека Гибралтар и денеска е британска територија, иако е буквално на шпанско тло. Точно и плюс се сојузници во НАТО и во ЕУ беа до меѓутоа Гибралтар си е британски за секој случај. Сега некој ќе каже, ама тоа е една карпа, тоа е некаков британски инат, па не е баш британски инат. Таа карпа е многу значајна. Многу значајна. Од другата страна Африка може да се контролира влезот во Медитеранот. Како што, например, Египет, кој што не постоеше како современа држава, кој ќе почне процесот на создавање на Египет, ќе се зајакне позицијата со изградбата на Суетскиот канал. На една страна ќе се зајакне позицијата, а на друга страна па ќе стане исто жртва на калкулации на големите европски сили, подосна и на други сили кои што ќе се појават. И тука веќе
нема милост од страна на големите сили. Гледате, постепено и се измисли терминот балканизација заради наводното распарчување на двете империи, Османлиската империја но всушност навредлив избор за сите нас. Да, тој е толку навредлив, бидејќи народите на Балканот не беа сами виновни за таквата судбина на Османлиската империја. Едно е, сакаме сопствена држава, второ е мешањето на големите сили. И за тој термин балканизација само еден грчки дипломат, Јоанис Генадиос, 30-тите години на минатиот век пишува, вика, како се, вика, вие ни лепите таква етикета, дека све што е лошост, распад една земја, економска, културна назадност се должи само на еден регион во Европа, и им дава еден пример колку војни имало на Балканот, колку војни имало во Европа. Вика се, кој е тој што направил повеќе во Европа ги има, не да им се брои. Да, но тука тоа негово спротивставување имал среќа што е од позната грчка фамилија, бил грчки амбасадор во Лондон и во Вашингтон, влијателен во грчкото општество, па тоа негово спротивставување некако било забележено. Например, јас или вие да дадеме денес таква забелешка, никому ништо ќе кажат само, па добро, професорот или новинарот имаат нешто да кажат, во ред ќе го нотираме. И почна да се навратам на Русија, почнува веќе едно поголемо вмешување на силите. Русија има еден план за поделба на Балканот на автономни христијански држави, не независни, затоа што не сакала, не е одговарало, кој што би се остварувал постепено, се до оној момент додека Русија не биде сигурна дека може да ги заземе мореузите. Значи Босфорот и Дарданели. Стратешките точки. Точно. Гледачите некои знаат, некои не знаат, Русија и Велика Британија се до крајот на Наполеоновите војни има големо стратешко партнерство, сојузничко, кој што беше и во 18-тиот век. Но кога двете земји станаа најмоćни во Европа, Британија и во светот, со воената морнарица, кој што ќе биде скоро до крајот на Втората светска војна, една од помоćните во светот, а Русија со копнената војска веќе било прашање на време кога судирот ќе дојде. И во Виена, кој ќе биде одржан Виенскиот конгрес, на кој што ќе биде дефиниран и тој концерт на Европа, како што го нарекуваат, првично составен од 4 земји: Австрија, Русија, Велика Британија и Прусија, подосна кон тој ќе се придружи поразена Франција, бидејќи имала страшен дипломат, представник Талеран, кој спасувал што може да се спаси на Виенскиот конгрес, и таму ќе биде донесено едно решение дека мора да се направи баланс на силите во Европа, мора да има легитимитет. Зошто? Затоа што за европските владетели, за европските монарси било едноставно неприфатлива судбината на Луис XVI и на Марија Антоанета, кои беа погубени со гилјотина. Се уште живеат со идејата дека аристократскиот модел, односно монархистичкиот, мора да обстане. И тоа треба да се применува секаде во Европа и да се избегнуваат конфликти меѓу овие сили надвор од Европа. Сега некој ќе каже и Османлиската империја е монархија, но тоа не важело за неа се до Кримската војна. Како тоа оди понатаму, каков е тој геополитички интерес на големите сили, ни го покажува грчкото востание. Значи една желба на грците да кренат востание против осмалиите и едноставно да и другите балкански православни христијани им се придружуваат како доброволци. Станало можно интересно за големите сили, ако првично ни една од овие големи европски сили не дава подршка на востанието. Напротив, се бара од востаниците да го слушаат својот владател, односно султанот. Можно брзо тоа се менува. Тие филеленски прогрчки елементи се многу силни, особено во Велика Британија, но и во Русија и Франција, и тие имаат свое влијание. Како Грција како лулка на европската демократија. И цивилизација. Оно што ја спасува веројатно Грција сите овие 2 века. Точно.
И сега, иако Русија го има тој план за подалба на Османлиската империја на неколку автономни православни државички, не многу силни секој, затоа го потребувам терминот државички пежоративно, Русија на почетокот на грчкото восстание не превзема некои посебни активности, освен што бара да се внимава на масакрите што се случуваат, само за православното население говорам, не ги интересирало муслиманите, да се внимава на верските објекти, бидејќи има еден договор од 1774 клучука енерџискиот мирен договор кој на Русија тој го возможува да го каже во Константинопол или Цариград, денешен Истанбул. Но британците во нивен стил во 1823 година ја признаваат грчката востаничка страна за страна во конфликтот. Секој што проучува современи конфликти во регионот и пошироко треба да го земе овој пример. Како една империја која што претходно ги гледала востаниците како бандити, сега нагло ги прифаќа, има оправдување дека грчките морнари биле многу вешти во нападите на британските трговски интереси во регионот, но сепак британците процениле дека ова ќе им дојде како инвестиција во создавањето на идната Грција. И им даваат легитимитет. И им даваат легитимитет и она што е поважно, често се свесен си и сам си слушал од родителите, должен си како Грција. Да. Како почнува долгот како Грција, британците им даваат голем кредит на грчките востаници. Но не го забораваат. Се разбира. Не го забораваат, значи нема бесплатен ручек, доручек. Апсолутно и денеска тоа важи, нема бесплатни ручеци. Точно. И подосна доаѓа до заедничко, русите веднаш даваат предлог за создавање на 4 автономни грчки државички на Атика и на Пелопонес и нагло сосема една, тоа не е случајна била поводот, починува рускиот император Александар I, доаѓа неговиот син Николај I, кој што бил поагресивен во ставовите за руската надворешна политика и тогаш британците го праќаат во Санкт Петерсбург на кронисувањето лордот Велингтон. Велингтон кој што го порази Наполеон на Ватерло и склучуваат договор за да им дадат услуги на двете завојувани страни. Следната година кон тој договор се придружува Франција и почнува веќе поголемо европско вмешување во тој конфликт. На крај Османлиската империја е принудена, бидејќи се покажала и како се нема многу време да објаснувам, толку до детали водиме, се разбира. Се покажала како неспособна да го задуши востанието. Тоа е многу важно кога и за иднината, ако на почеток не го решиш бунтот, доаѓаат други да го решаваат во твое име. Во твое име. Во меѓувреме има и војна меѓу Русија и Османлиската империја, каде што русите ќе ги прегазат. Грција станува независна и внатре започнува битка помеѓу трите сили. Значи Франција, Британија и Русија. И Русија. Проруската партија од странета после 9 години, иако нема да остане без некакво влијание, но веќе е јасно дека трите сили кои што заради собствени интереси ја создаваат Грција, иако е мощна мала, само Атика и Пелопонесен, ја нема Тесалија, Епир. Тоа оди постепено во наредните колку 80 години, да, прилика. Па од 1830 до 1919 година, 90 години оди тој процес, за разлика од другите, грците ќе брзо ќе научат приказната и ќе почнат да градат своја геостратегија, кои србите ќе имаат некаква геостратегија. И веќе толку се чести мешањата на големите сили, например, после 3 години, бидејќи Османлиската империја не може да се спротистави на египетската војска, незиниот архинепријател 1,5 век наназад, Русија потпишува договор во Ункиариския лес и руската војска се истоварува во Мала Азија и Цариград е спасен. Нормално Русија добива големи бенефиции во морузите, што од друга страна пак е незгодно за англичаните, настојуваат полека тие бенефиции да ги скратат. Некои од балканските политичари внимателно тоа го следат. Например, основачот на современа Србија, кнезот Милош Бреновиќ, кој што ми е лут на русите, иако му помагаат
да стане не само Србија автономна држава, за разлика од Грција, таа не е независна. Му помагаат и за други нешта, но сепак го принудуваат повторно да ја дели власта со останатите кнезови, што не сака. И тој настојува, гледајќи, иако е неписмен, меѓутоа хиперинтелигентен, има едно правило, му читаат неговите советници, тој слуша и донесува решенија. Се сретне со британскиот амбасадор во Константинопол, во Цариград, Дейвид Урквард, кој што направил една балканска турнеја и го има тоа во неговите книги. Гледачите можат тоа да го прочитаат и наводно Милош му рекол, вика, зошто нас, вика, вие не сметате на нас србите, гледате, ние имаме проблеми со русите, дури и српското знаме е слично на француското, односно боите на српското знаме е слично на француското, демек Србија е предодредена за Западот. Англичаните многу подоцна ќе почнат да ја гледаат Србија како некоја држава која што може да биде во нивните интереси, отстапуваат повеќе на Русија, особено на Австрија, Австро-Унгарија. Но внатре во балканските земји, која како ќе биде формирана, се јавуваат тие поделби помеѓу политичарите, да кажеме на проруски ориентирани, проавстријски, подосна профранцуски, са модерно е, прозападно и проавторитативно. Мислам, тоа е стара поделба. Иста приказна со мали нијанси. Точно, бидејќи во Србија се пишуваат многу како Русија им е братска земја, има трудови. Се добро, насловите не се такви, но како Русија помага на Србија, другиве што не се согласуваат со тоа, пишуваат како Русија не и помагала на Србија, колку Русија не и се нашла на Србија. Се најстрашно што е. И двете страни се во право. А и двете грешат. И двете грешат, а и двете се поддржани лукративно од другите, од тие што се заинтересирани да излегуваат такви статии, такви книги. Неверојатно како не ги учиме тие лекции, меѓутоа... Да, Драгана, си ми бил студент, сега тоаш немав толкаво знаење кога предавав на твојата генерација. Меѓутоа, постојано треба да учиш, а понекогаш на вистини кога ајде да условно да кажем, иако никош не можеш да научиш ништо целосно во животот, си научил една лекција, ќе се случи некој момент во политиката, во економијата, во социјалниот живот, каде што тоа што ти си сметал да го примениш, едноставно станува невозможно во тој момент и тогаш влегуваат другите играчи кои што не мора да се од странство, едноставно домашни играчи кои што условно да кажеме, не ја научиле лекцијата. Тука сакам за гледачите да бидам многу прецизен. Има една книга Крајот на историјата од Френсиско Фукујама, која што 90-тите години беше славена. Беше Библија, да. Библија. После тоа почна да се критикува, денес се смета за едно од најголемите промашувања во теоријата на современиот свет и служи за подсмев, како едно негово предавање пред 3 години онлайн што го одржа, дека готово е со Русија и така натаму, видовме дека не е баш така. Сега да не ме разберат погрешно гледачите, да не идеме по во друго, дека историјата ќе те научи за се и дека кога знаеш историјата можеш веднаш да направиш, да реагираш правилно. Напротив, историјата е толку и помешана, толку е во последно време интердисциплинарна, што кога правиш анализа за некоја сегашна состојба врз база на тоа што се случувало во минатото, мораш многу да користиш и антропологија, особено психологија, понекогаш и фолклор и лингвистика и така натаму, за да дојдеш до некакви приближни процени. Повторно делумно, да. Повторно делумни, затоа најдобро е кога се прават тие анализи, тие стратегии, да повеќе науки да учествуваат во креирање на тие стратегии. За жал Македонија нема никаква стратегија. Ние сме единствена држава што на пример Ману нема национална стратегија, албанската академија има, бугарската, српската, грците има. Ману ќе се покаже во иднина. Да, чекаме да се покаже и тоа покажува зошто сме тука каде што сме. Јас не велам дека и при стратегии немаше да ни се случат многу нешта, меѓутоа, знаете како големите гледаат кого да поддржат, како да поддржат врз база на тоа како функционира општеството на сите нива, не само политичарите. Понекогаш им се најважни, понекогаш гледаат ако
политичарите не функционираат, ако другиот дел дава некоја идеја, може да се приклучат кон тоа. Зошто ги спомнав овие стратегии? Бидејќи без разлика на се поголемите мешања на големите, случајно во 1844 година, намерно го потребувам случајно, не е тоа како што некои историчари тврдат точно, за тоа во 1844 се појави грчката голема идеја и начртанието, не, тоа случајно се погодува во истата година. Србите го создаваат начртанието на Илија Гарашанин, кој што патем не е чисто српско, туку идеите се дадени од Фрањо Зах и Адам Чарториски, кој што патем исто така во 1804 како руски министер за надворешни работи ја прима српската останичка делегација и дава насоки, но во тие моменти е непријател на Русија, напушта руската дипломатска служба, пољак е, сака Полска да се возобнови, сосема легитимно. И ти му даваат одредени насоки, Гарашанин, кои што во суштина покажува една геополитика, една геостратегија. Иако геополитиката не постои како наука во тој период. Зошто? Врз база на тоа што овие двајца му даваат, се знае, ако се распадне Османлиската империја, останува празен простор. Тој простор мора да го пополниме ние, во конкретниот случај србите и другите балкански народи. Не ние, нас не ни сметале во тој период за некако... Но дали ќе бидат грците, дали ќе бидат србите, дали ќе бидат... И се, зошто е тоа, самиот пишува. Во тој случај, на местото на Османлиската империја ќе дојдат Австрија и Русија, кои што се далеку помоćни од се послабата Османлиска империја. И тоа било така убаво направено и толку било тајно, што само извесен број на српски политичари, секако и монарсите, подморно ги подразбирам и српските кнезови и подосна кралеви, само мала група на луѓе секогаш го знаела начртанието и почнуваат полека да работат по него, бидејќи Србија не била некоја развиена земја, тоа мора да се развие институции и така натаму. Почнуваат да работат во Атина заради расправи дали сите што учествувале во грчкото востание треба да добијат грчко државјанство или само тие што се родени на територијата на тогашното грчко кралство треба да добијат, се развива една жестока дискусија во грчкиот парламент и тогаш еден попотекло влав Јоанис Колетис ние велиме грчката национална програма. Не, тоа е обичен говор. Говор каде што тој употребува еден термин мегали идеја, голема идеја, ali неговото што било сите народи имаат голема идеја, треба и ние грците да имаме голема идеја. Но тој негов говор дава неколку насоки, бидејќи има историска димензија внатре во него. Грција во антиката му даде тоа на светот, Грција во средниот век дема христијанството и слично, и Грција мост меѓу истокот и запад. Ако следиме се што се случува, Грција секогаш, ако е условно кажано прозападно ориентирана, цело време внимава и на истокот. Со Израел не им беа односите најдобри до 90-тите години заради грчката игра со арапските земји. Пред да почне руската агресија или специјална војна операција како што ја нарекува Русија, во декември 2021 се сретна Мицотаки со Путин во Сочи, ќе видиме кој ќе заврши војната, што договориле. Сега може само да нагаѓаме, да наградуваме, да претпоставуваме. Повторно сега заради турската активност во Сирија, во еден израелски think tank институт излегува, денес баш ми ја прати една убава анализа од еден грк, зашто е потребно се зацврсти стратешкото партнерство меѓу Грција и Израел, кој што патем пред 30 години нема добри односи. Сакам да кажам дека геополитиката влијае буквално на се. Но грците се сноѓаат, морам да признаеме, имаат повремено грешки, меѓутоа генералната слика е дека и тоа како се сноѓаат. Се сноѓаат и србите се сноѓаа се до Втората светска војна, се сноѓа некако бидејќи ако Грција имаше несреќа да биде условно кажано таму најоддалечена европска земја на маргините на Балканот, Србија па заради Моравско-Вардарската долина кој што од антиката е важна и онаа вија аксија во антиката што одела по Вардарската долина, беше намета на интересите на силите. Сите сакаат да имаат некаква контрола. Тоа подоцна ќе се одрази кај во Македонија, каде што
навидум трите балкански монархии, Србија, Грција, Бугарија, се обидуваа да го поделат регионот, за нив тоа разли интереси на кои што се менуваа постојано на европските. Да се каже, бидејќи често пати ние, па дури мислам дека и во нашата историја така се учи. Да. Основата и она што им се предава, претпоставувам се уште на децата, е баш така, поделбата, трите балкански народи, без да се земе предвид позадината, во кој што сосема други играчи. Ќе дојдеме до тоа, внимавајте, на пример, бугарската армија кој ќе стигне до Истанбул, до Цариград, до Чаталот. Чаталот же тоа било предградија на Истанбул, денес е дел од Истанбул. Кога тие така наречени 700 топови грмнале, општа паника било во Истанбул, дека сега Бугаријава кои ќе влезат, ќе направат масакар. За добро, не влегле затоа што имало една болест диареја. И денеска се лекува, ама во тој период тоаш не, да. Меѓутоа Фердинанд бил предупреден од русите. Ако влезете, ќе видите руската флота тука. Што без разлика што во нашата свест Бугарија е руска креација, Русија не сакала ниту една балканска земја да биде голема и моćна, како што никогаш нема да дозволат силите да некоја балканска земја да стане хипер моćна. Исклучек е Турција, бидејќи е на два континента, 85-90 милиона жители, веќе ја разви сопствената војна индустрија. За Ердоган сето тоа го правеше врз база на грешките на Османлиската империја, која што најмоćна светска сила на три континенти спадна во 19-20 век на просечна државичка, каде што играат другите. Имавме ни еден обид со Југославија, кој што во даден момент делуваше како успешен проект, меѓутоа повторно пропадна. Меѓутоа гледате колку е интересно тоа, бидејќи ја ги разбирам гледачите, јас и ти сме историчари, знаеме некои други работи. Во Грција има неколку интересни книги за интервенција на британците во грчките внатрешни работи. Тоа се во суштина големите на Балканот и секаде, не само на Балканот, каде што имаат помешани интереси, одат по три нивоа. Значи, првиот е ривалство или конфронтација, не говорам воена конфронтација, туку конфронтација на терен, понекогаш и во една држава, на соработка, ако имаат во еден момент интерес од статус-кво на една територија, тогаш заедно делуваат, и на договор како што беше оној 1945-1990, каде што Балканот беше поделен на две зони, односно на три, Југославија ако ставиме во таа неутрална, самостојна политика да води. И токму на случајот на Грција се гледа како тоа делува и во 19-тиот век и во 20-тиот век. Во 19-тиот век има три интервенции на големите сили во внатрешните работи на Грција. И тоа повторно е поврзано, освен првата, со статус-квото на Балканот. Првата има еден евреин од Гибралтар, Дом Пацифико, кој што имал британско државјанство, грчкава држава му направила некое зло. Бидејќи во Рим стана правило, секој римски граѓанин е под заштита на римската држава, така и во тој момент најмоćната светска сила Велика Британија својот човек било каде во светот, секако доколку е силата пропорционална. Да, можеме да го видиме на односите што ги има САД. Точно. Во САД гинат луѓе или умираат од глад некаде, меѓутоа кога американски државјанин било каде во светот ќе настрада, на еден чудесен начин се наоѓа начин да се ослободи, да се извлече. Британската флота ја блокира Пиреа, Дом Пацифико си добива оштета. После 5 години заради Кримската војна, каде што иако почетокот тука е првата криза на Балканот на тој концерт на Европа. Тоа е буквално средината на 19 век, за тие што не знаат добро. Бидејќи кога ќе почне 1853 година, русите на вистина така ќе се изразам, ја газат Османлиската империја, тогаш Франција и Велика Британија решаваат да застанат на страна на Османлиската империја. Директно, не индиректно, туку влегуваат со војска. Со војска имаат и случајно и сојуз, и со јасно како флотата, копнените сили треба да се однесуваат на османлиска територија заради културолошките и верски разлики. Меѓутоа, Грција во тој момент, начело со
баварскиот крал Отон настојува што е посебна приказна. Тоа е Зашто голема, балканските земји имаат германски кралеви, тоа ако навлегуваме ќе ни треба многу длабоко, многу длабоко. Сакала да оствари таа голема идеја, иако не им биле јасни границите до кај се на Грција, дали се до Дунав, дали се до Шар плагина, дали се до Охридско езеро, дали се до Иран, односно Персија тогашна, дали треба и Северна Африка. Во грчкото општество кај интелектуалците вака е во главата. Докаде е мојата држава, немале појма за многу работи. Настојувале да направат конфликт во Османлиската империја, уфрлаат чети во Епир, во Тесалија, во Македонија. Неколку пати се опоменати од Лондон и од Париз, дури Наполеон III директно му пишува на грчкиот крал што Франција направи за вас, а вие вака. Овој влегол во еуфорија. Знаете, многу е важно и особено во сегашниве моменти да задржиме ладната глава во овие геополитички промени, бидејќи не знаеме дали ќе заврши војната во Украина, не знаеме ако заврши Трамп и Путин што ќе договорат, да не се договорат и за регионов, па да бидеме невозможно. Да бидеме изненадени на штета на Европската унија, кој што секако ќе реагира без разлика што Европската унија во овој момент е најслаба алка во тие големи групации или големи држави. Тотон изгубил контролата на емоцијата, на правилното расудување и што му се случува? Блокирана е Пиреа од Сдружената флота на Франција и на Велика Британија. Не само тоа, него грчкиот амбасадор од Лондон е донесен и инсталиран за грчки премиер. Што убаво. Значи, не е нешто невидено кога збориме ово е инсталиран или тоа е инсталиран или оваа групација е инсталирана, тоа е веќе видено. Третата им се случува после онаја војна помеѓу, односно првичното обединување на Источна Румелија со Бугарија, српско-бугарската војна во 1885 во Грција, која што веќе ја добива и Тесалија, е еуфорија дека сега треба да се реши грчкото прашање, се прошириме, ги имаме Јонските острови како поклон од Англија заради новиот крал во 1864 и слично. Но големите сили не сметале така, бидејќи паралелно со кризата на Балканот во Берлин се одржува конференција за решавање на недоразбирањата помеѓу европските земји во Африка. Кој што да добие. И сега кој колонии. И Африка им е непозната, дознаваат дека таму има големи богатства. И сега тие ќе дозволат на Балканот една Грција или една Србија да направат. Значи ова е поголемата слика. Ние секогаш, значи зборам и за мене порано, со модел на помалата слика, но кога ги поврзуваш нештата, добиваат некоја логична димензија, да. Грците паѓаат во една еуфорија, сметаат дека се оштетени, дека Бугарија ќе стане, иако не е независна, се уште е дел од Османлиската империја како автономна, така. Особено во Македонија ќе стане фактор и тоа се покажало колку точно, но проценката дека сега ова треба да се искористи ги чини. Што се случува? Сега не само Велика Британија, не само Франција и Велика Британија како 1850. Сега сите европски големи сили, Русија, Франција, Велика Британија, Италија, Германија, Австрија, Унгарија упатуваат здружена флота, го блокираат не само Пиреа, туку од Волос до Крв. Целото грчко крајбрежје е блокирано од флотата на здружените европски сили. Ова е соработката. Паѓа грчката влада. Тука нема што да прави грчкиот премиер, иако бил неспособен, не ја гледал голем демагог бил Делијанис, не ја гледал големата слика, меѓутоа ова ви покажува како реагират. И она што е најпонижувачко за грците во тој момент е што принцот Алфред, еден од синовите на кралицата, подосна императорка Викторија, е ставен за командант на здружената сојузничка флота. Зошто? Викам понижучки затоа што во 1863 кога има гласање во Грција референдум за избор на нов крал, Алфред е избран со 97% гласање. Денеска тоа да го направиш, веднаш ќе кажат изборите се местени, така. Само Ким Џонг Ун така победува, да. И гледате која и пародија и перверзија. Меѓутоа тоа е намерно им го имаат направено. Вашиот несуден крал, британската кралица не сакала да се сложи со тој избор на грците, бидејќи договорот за независност на Грција предвидува никако
кралот на новата држава да биде од кралските лози или царските лози на земјите што ја создаваат Грција. После такво мешање имаме во Бугарија од 1878 до 1885, каде што русите буквално го контролираат целиот процес. Буквално паѓаат влади, има наместништво. Откако Бугарија ќе се обедини, Русија не го поддржува тоа обединување, не затоа што е против, туку зашто не е информирана. И смета дека тоа е нешто што не е во незините интереси. Повторно имаме смеа и перверзија. Истата Велика Британија, што беше против Сан-Стефанска Бугарија и што помала Бугарија да биде направена, во 1885 кога гледа дека Русија не стои за обединувањето на Источна Румелија со Бугарија, уствари тоа не е обединување, аншлус е буквален, кој е 1938 во Австрија, вика, па добро, вика, чим не сте вие со русите, ние да знаевме, вика, и порано ќе влеземе, немало шанси и порано да биде. И цело време имаме без разлика во како ние сами се доживуваме нашата историја, како ја пишуваме или како сами ги доживуваме нашите политичари сега во минатото, монарсите кај што тие имале монархи, секогаш биле тие навистина во не многу пријатна состојба. Лесно е сега историчарот да напише дека тој каде сгрешил и што требаше да земеш контекстот. Тоа беше многу важно. Видете што и се случува на Србија. Повторно геополитика. Бугарија е направена заради руски интерес. Сам не сакам да ги омаловажам бугарите дека не заслужиле држава, иако не признаваат најголемиот дел од историјата, дека имаме право на неа. Сепак, руското инсистирање на Бугарија е поврзано со позицијата на бугарскиот народ на Балканскиот полуостров. Да бевме ние таму, или србите, или грците, истото ќе го направи, само државата ќе имаше друго име. Просто географскиот факт. Факт, така. Значи, тука се, бидејќи бугарите, иако денес во Турска Тракија, на европскиот дел на Турција нема бугари, во тој период имало големи бугарски населби. Тоа и 1913 е решено во Втората Балканска војна. Што исто така еден неверојатно, малку да го прескокнеме целиот процес, оние брутални договори со кои што едноставно ги преселуваат народите, или настадуваат и наши стотици илјади луѓе, тоа така една работа која што некој би рекол надвор од разум, тоа се случува. И тоа пак има пакувајте се и да ве нема. Пак има подрачка од овие, големите. Апсолутно, па не. Основата е токму во тоа дека не е направено некој текнал, затоа што некој прифатил дека милиони луѓе треба да се раселат без многу. Првата Балканска војна е официјално е дели почеток на сојузништвото на балканските народи против Турција за конечно отргнување на турците од Балканот. И тоа се случува, меѓутоа толку брзо се скаруваат што тоа е едно чудо. Тоа е разлика, значи прво имала и различни интереси, за тоа сакав за Србија. Србија кој што беше помогната од Русија, русите наоѓаат многу замерки зошто застануваат за бугарите. Кога српската делегација предводена од полковникот Лешнянин, подосна генерал Кестане, оди во Сан Стефано и ги изложува барањата на Игнатиев и викат, обратете се кон Австрија. Русија и Австрија имаат два договора во текот на источната криза, Будимпештанската конвенција и Рајхштагската конвенција за некаква поделба на регионот. Да. Од тоа Австрија ќе односно Австро-Унгарија ќе извлече корист со окупацијата на Босна и Херцеговина. А русите им викат, обратете се кон Виена. Виена веќе ги чека подготвени и вели вака. Во ред ќе ве поддржиме, ќе ги поддржиме вашите барања и за независност прогласување добиете формално и за територијални проширување. Но еден договор. Кој е тој договор? Железничката се изгради железничка линија на југ на Србија, таа да се спои со Скопје. Зошто? Затоа што веќе има железница Скопје, односно Солун Скопје, Солун и Истанбул се споени, плюс има еден друг крак кој што оди преку Бугарија. Австро-Унгарија има интерес Белград да биде споен со железница со Солун. Зошто? Затоа што Австро-Унгарија кој ќе добија Босна и Херцеговина, Балканот е единствена геополитичка територија, бидејќи единствена европска земја која што нема колонии и единствена голема сила која што
од север, од запад и од исток е со голема сила. И не може да пробива. Ова е единствениот простор кај што може да пенетрира. А тука и Германија, која што исто така преку Австро-Унгарија сака да... Германија веќе тука влегува во игра постепена и заради Австро-Унгарија стануваат и сојузници, ако беа нели непријатели, но па германското влегување на османлиска територија како зградба на железници, помагање на реформата на османлиската армија, кој што патем, она османлиска армија што го уништи Линденското встание, што го задуши, беше опремена со германско оружје и обучена од германски офицери, кои што има... Добра информација, да. Да. И таа ги победи грците во 1797 година. Но германското влегување на османлискиот пазар, во големата политика внатре во Османлиската империја, па ги чинеше повлекување на британската подршка. И затоа се појавува она во 1903 формирање на Балканскиот комитет, подршка на населението во Македонија. И подосна до она средба во Ревал, каде што наводно договараат Едвард и Николај Македонија да стане на автономна област и доведува турците вика до државен удар, ние викаме до турска револуција. Целиот Балкан е Стравично е, професоре, да бидем искрени, стравично е, мислам, оправдување нема, од друга страна се работи за сила и тука нема ништо чудно, можеби Доналд Трамп сега тоа вака премногу отворено го зборува, па некако им доаѓа на сите во, да не кажам, од глава каде. Секогаш, извинете што ве прекинувам, секогаш кога имаме вакви глобални промени, едниот е суров. Например, после Втората светска војна, Черчил, кој знаеме што све правеше, вклучително и поделбата на Индија и така натаму, бил многу по-благоглаголив отколку Сталин, кој што бил суров во Источна Европа, каде што во едни релативно развиени демократи воспостои комунистичка диктатура и една од причините за, условно кажан, антируското расположение денес кај тие народи е токму тој дел од нивната историја, што ако повторно дојдат русите, не чека повторно булави, да. Така и сега претседателот Трамп е многу посуров, поостар во изјавите, во потезите со пенкалата, со фломастерите. Но идејата е да се свати дека не е ништо лично, условно кажано. Точно. Не постојат, и тоа сакам да го потенцирам, не постојат љубов или омраза. Нема такво нешто, се работи дали во дадениот миг, на дадениот простор, одредена голема сила има ваков или таков интерес. Ако не, јас се сеќавам 99 година по нападот врз Југославија од НАТО, србите го покрија оној споменик на вечното пријателство меѓу србите и французите, бидејќи во Србија. Тоа србите очигледно верувале дека тоа пријателство е навистина влече затоа што Франција помагала во Прва светска војна и така натаму, мртви ладни ги бомбардира. Да. Па луѓето се чудеа, ама Франција, па Франција е сосема нешто друго. Па и Велика Британија има, ако гледате, јас со една колешка издадовме една фина статија за Артур Еванс и балканските работи. Значи, го тргаме на страна Артур Еванс како голем археолог, туку што правел тој на Балканот и што наоѓа. Значи, освен што доаѓа, например, во Скопје, истражува заради Јустинијан, например, и сличното, неговиот став е дека е тука во Таор, го истражува и скупи, има прекрасни информации, информации за вино, за животот. И историски податоци кои што е многу важно. Да, но во тие негови истражувања го немаш оној вториот дел кој што имаш во британската дипломатска документација, каде што тој точно ги известува британските дипломатски авторитети што се случува на теренот. И колку е тоа уствари всушност индикативно само по себе. Речи се секој од тие големи умови, научници, всушност ја завршувале и другата работа за која што радо се молчи. Точно. Ке мора да се мачите по архиви да пронајдете, ќе остане само она кај што тој... Па еве, истиот тој Артур Еванс, мислам, одличен лик е за истражување. Се надам некош ако најдам доволно средства да поедам на Оксфорд, каде што е неговата архива, иако со колегата Минов која бевме на конференција една во Оксфорд 2017 година, отидовме во Ашмолеан музеум, кој што патем е направен од неговиот татко. Така? Да, па традиција имаат семена на археолошки истражувања. Но, истиот Артур Еванс ќе го напиши после во јавни дебати во Велика Британија, во оној
период меѓу првата и втората Балканска војна се залага Солун да се интернационализира како едно средиште на балканските земји за да се избегнат крвопролевања меѓу балканските сојузници. Има одредени информации што другите ги немале. Или пак една негова анализа врз база, бидејќи тој бил прво пробугарски ориентиран за време на Илинденското восстание, кој член на Балканскиот комитет цело време пишува за бугари во Македонија и дава подршка на Бугарија. Грците се бесни, бидејќи го финансираат за Кносос на кредит, му даваат во британската археолошка школа во Атина значени донации. Бесни се заради тоа, меѓутоа тој се ги гледа личните интереси. Врз база го ја менува страната во Балканските војни, особено во Првата светска војна, застанува за Србите против бугарите. Има фантастични написи во Лондонски Таймс, например, за Видовден. Кога го читаш тоа што го напишал Артур Еванс во Лондонски Таймс, мислиш некој србин што избегал од окупацијата на Бугарија, Австро-Угарија. Човекот кој што го открил миноската цивилизација, да. Но дава после создавањето на кралството СХС како Југославија, поидната Југославија треба да изгледа. Предвидува и создавање, дебајте претходно пишува за бугари во Македонија, предвидува и создавање на Македонија со центар во Скопје, кој што би имала локално самоуправа. Центарот би бил во Белград, кралот би управувал заедно со други, но регионални, да, неколку регионални центри. И негов пријател кој што цело време соработува во еден негов напис по создавање на Титова Југославија, еве ви вика Артур Еванс, односно Тито го прави скоро истото, тоа има мали некои разлики, Хрватска, Босна и така натаму, го прави истото што го предлагаше Артур Еванс. Чудно е како тој бравар, чисто ова сега префрло, како тој бравар толку добро ги знаел сите тие работи. Имало многу писмени околу него, имало многу писмени околу него. Знаете, најважно е тој што раководи со институција да има писмени луѓе околу себе, ова е клучно. Да, околу себе, со кој што не мора да се согласува, а тие па да не бидат евете фенди, шефе најубав си, преубав си и така натаму, да бидат подготвени да дојдат во недоразбирање. Ја, например, кога му бев сој председателот Иванов, стварно имаше голема екипа, мислам, му кажувавме тоа што мислиме, не да му кажуваме вие сте... Што би сакал да слушне? Да слушне, и затоа и остана пријателството и од кога не е председател на Република Македонија. Најлесно до политичар да се приближиш и да му кажеш дека само вие сте во право. И аналитика кога правиш, од кој ќе го процениш каков е карактерот, пак пишува го тоа што го мислиш. Негова е што ќе реши. Тоа е власт, тоа е опозиција или... Но пристапот мора да биде овој. Пристапот мора. Одиме кон, морам да признам, професоре, ужасно брзо ни поминува времето, 1 час веќе зборуваме. Се случи првата Југославија, дојде втората светска војна, се тоа ќе го прескокнеме, се разбира, кој сака може да си чита и имавме еден Балкан 50, скоро 45 години, јасно поделен на сфери на влијание. Тоа е веќе оној третиот дел што го кажав договор. Значи се подели Европа на два дела, подоцна на два воени блока и големите го почитуваат. А добро, имаше искричење, Унгарија, интервенцијата во Чехословачка, варирањето на Тито помеѓу Запад и Исток и слично на тоа. Неформалната одлука Југославија да биде дел од НАТО, речиси. Да. Иако тоа не се знаеше, ние бевме непријатели со НАТО. Со НАТО. И пријатели и непријатели. Тоа сега ќе ви кажам една НАТО анализа што е во 60-тите години. Имаат направена анализа за Југославија. Добро. Како би се одвивала војната во Југоисточна Европа помеѓу Варшавскиот пакт и НАТО во 3 можни варијанти. Првата е Југославија со Варшавскиот пакт, како би течеле војните операции, Југославија со НАТО пактот, како би течеле војните операции, бидејќи имале разни стратегии од кај би навлегла советската, односно војска, здружената војска на Варшавскиот пакт, и Југославија како неутрална. Бидејќи Турција и Грција, јужното крило на НАТО, беше копнено одвоено од се извинувам, од останатите. Така да имам цело време мислење Југославија беше де факто во НАТО, вака на прв поглед личи да, меѓутоа оваа анализа покажува дека
Да, ги сакаме југословените заради тоа, има фантастични анализи за југословенската армија, како вика дури и антикомунистите во Југославија ќе застанат со Тито против Советскиот сојуз да се борат и слично на тоа. Но дојде тој распад на Југославија, бидејќи ако сака да ја зачуваат, ќе ја зачуваа. Еве да бидеме фер, фино помогнаа да се распадне Југославија. Сега од тоа што произлезе е друго нешто, меѓутоа баш фино некако помогна. Сега дојде до оној трет повторно. Балканот е празен, Европската унија се обиде да игра значајна улога, меѓутоа за не одигра, особено спрема Македонија, непризнавањето. Кое што влече корени од ова што го зборуваме еден час. Тоа е целата работа. И тогаш влезе во игра Америка да си го осигура овој геополитички простор. Тука нема никакво лутење. Отворете гледачите можат веднаш во фондацијата на председателот Клинтон објавени се документите од 90-тите години, предпоставам добар дел секој, нема сите да видат, меѓутоа можат да седнат да читат и да видат како администрацијата на Клинтон размислува за Балканот. И зошто одлучи на албанскиот елемент да му даде толку снажна подршка, како е создаден Дејтонскиот договор. Точно. Мене ми е криво што нашите не чита, еднаш го спомнав сега тука, повторно, имаш американска војна анализа од 93-та година. Да се зајакне подршката на Албанија, чита заради Косово, и на Бугарија. Во однос на Бугарија и Македонија, точно е Бугарија признава Македонија, не признава јазик, историја, традиција македонска, што треба Запад да направи? Да замише на тоа. Го добивме Макрон. И тоа го гледаме. Како да ви кажам, тоа го гледаме. Мора да се чити. Тука видете, тука нас не е болно. Сите се бориме против тоа. Се разбира. И во наука објавуваме многу работи. Јас последно време сум повеќе насочен кон надвор него кон тука, намерно заради ова се што се случува. Меѓутоа мораме да читаме и да не одиме дека сите нас не мразат. Јас затоа реков и овие што мислат дека Америка и ние сме вечни сојузници, треба да се разбудат, да. Горко ќе зажалат сите. Мислам и ние да бевме сојузници на американците такви какви што би сакале да бидеме еден ден американскиот интерес, не дека ќе не нападнат. Гледаме дека се промени едноставно. Да, гледаме дека американскиот интерес, особено на администрацијата на председателот Трамп и во првиот и во вториот мандат се насочи кон далечниот исток. Но овие што тврдат дека сега Америка целосно ќе се повлече од Балканот. Тоа е голема грешка. Да, нека видат дека Преспанскиот договор дојде во првиот мандат на Трамп. Договорот за добро соседство на Бугарија точно со остатоци од старата демократска администрација, но зошто ги седна Вучич и Тачи во Вашингтон со вашингтонските договори? И начинот на кој што ги седна. На кој што ги седна, не му беше важен Израел. Косово да го призна Израел, да отвори амбасада во Јерусалим, да. Прва муслиманска држава да биде, Србија да добие нешто. Гледаме сега Трамп Тауерс во Белград ќе се прави и слично на тоа, значи лично од синот на Трамп. Лично од синот, да. Така да не треба цело време да се следат нештата и да се види. Треба да очекуваме дека Русија, ако победи, ако е во многу добитна комбинација во Украина, сепак Балканот за неа не е тоа заради излез на топло море. Русија има доволно море, затворено до душа, ама Тихиот океан е отворен. И има мориња. Да, и има мориња, затоа и Русија е копнена сила. Тие никош не градат големи војни морнарица, еднаш изградија, јапонците им ја уништија во битката кај Цушима во војната 1905 година и од тоа излекоа одредени полуки. Меѓутоа Русија дури да не ќе да го контролира Балканот, ќе сака да си има свој интерес кој што ако продолжи заострувањето на односите помеѓу Русија и Европска унија, така личи сега, но да видиме како ќе биде, ќе го користи овој регион за да прави одредени проблеми на Европската унија, која што патем се покажа како целосно, ајде да не бидам доволно груб, па ќе кажам целосно неадекватна за дадениот геополитички момент. Импотентна е речи си во тој правец. Ако овие 5 држави од Западниот Балкан се толку проблематични да ги приклучи кон Европската унија, а една Украина која што е уништена, буквално уништена без разлика како ќе велат може да влезете сега за некоја година. Тоа веќе покажува дворед, примете ги нив, тука ќе имате Турција, тука ќе се влезе Кина, Соединените американски држави, ако
задржат некое влијание, ќе задржат. Значи, ако ние не учиме од нешто од минатото, не учат ни тие. Но да не должам многу да не станеме претерано. Да, како заклучок, професор, еве, доѓаме целосно до крајот. Мислам, заклучокот на цела ова, за мене наистина феноменално предавање од ваша страна е дека во неколку реченици треба да ги отвориме широм очите и да играме внимателно. Да играме внимателно, затоа што внимателно и да се полека, веднаш не можеме да направиме. Ти си искусен новинар, си ми бил студент, одличен студент беше, разберлив, да. И еве гледачеве се не знам информацијата, иако си србин номина, дипломира за работа беше Банјелачич, точно, и тоа напрече прекрасна дипломска работа. Ние ги следиме нештата, меѓутоа ние двајца не можеме да дајме одговор. Значи тоа треба да биде постепено градење на стратегија, не брза, затоа што ако направиш брза стратегија, може да погрешиш. Да изградиме една македонска стратегија визави Балканот, визави големите сили, како да се вклопиме во сето тоа. Бидејќи ние и во 19-тиот век не се вклопивме, во 20-тиот век малку 44-45 се вклопувавме, а после 1991, односно независност, иако формално ние може бевме едни од првите држави во Источна Европа, каде што донесовме барање, парламентот донесе барање за членство на НАТО во 1993 година, не успеавме да ги вклопиме нашите интереси со западните интереси, веќе кога баравме членство во НАТО. И затоа сега треба да видиме како ќе оди и паралелно да следиме и да градиме стратегија, бидејќи навистина не се фер спрема нас, ама да не им дозволиме повторно да не бидат фер спрема нас. Ви кажав намерно тие три точки за Грција, како им се меша внатри Русија во Бугарија во еден временски период. Но играат. Но врз база на тоа направија одредена стратегија во Грција, пак после доаѓањето на Трамп, после можноста да дојде до мир во Украина под услови од двајцата председатели, повторно се јавуваат тезите ние сме меѓу исток и запад, не се само со запад. Може ќе ги тргнат. Од географијата не се бега. Не се бега, тоа е. Таква е каква што е и од историјата не се бега, таа не нуди можност нешто да научиме. Потребно е, согласувам професоре, меѓутоа за таква една стратегија не е доволно 20-тројца политичари, тука се потребни научници, тука се потребни професори, бизнисмени, луѓе кои што навистина ќе се вложат во целата работа, за тоа треба многу трпение, но нема друг начин. Да, и ова само да не должам се извинувам. Го слушав Кирил Миновски, феноменален беше и убаво кажа конективити. Македонија да се обиде да се спои со другите. Точно е преку двата коридора и внатре да се разгради, може би тоа ќе ни помогне за еднината. Не можеме да бидеме 100% сигурни, но може би. Значи од коридорот 8, коридорот 10, со краците тоа да биде првичното кон кое што ќе правиме нашата стратегија и за внатре, и за економија, но и за политика. Професоре, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас, уште еднаш им посакувам на гледачите пријатна вечер и добра ноќ. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Јас сум морам да признам многу задоволен. Најважни се овие емисии во кои што после 1 час, час и 10 минути, не само што ќе останете задоволни, туку и ќе ве натераме да размислувате за работите. Тоа е веројатно основната цел на оваа емисија на Заспи. Ако можеш, ако успеаме, супер, ако не, што да се прави утре во 15 часот репризното издание, а утре вечер во 22:30 ќе ви закажам нова средба со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.